Питер Хуанг живее покрај океанот во Гуам од кога ја напуштил Кина во 2019 година. Тој летал од Хонг Конг до Сајпан, главниот град на Северните Маријански острови, а потоа отпатувал со гумен чамец до островот Гуам. Северните Маријански острови и Гуам се територии на САД во западниот дел на Тихиот океан. Напред е Гуам. Планината изгледа чудно, како зид. Сајпан бил првата станица за кинеските баратели на азил како Хуанг, бидејќи им дозволил на кинеските државјани да останат 14 дена без виза, но не прифаќа случаи за азил. Гуам, на околу 214 километри југозападно, го прави тоа. Овие баратели на азил се загрижени за построгите имиграцијски политики кои американскиот председател Доналд Трамп ги потпиша во текот на првите недели на функцијата и може да влијаат на нивните животи. Хуанг го ризикувал животот на патувањето до Гуам. Никогаш досега не сум видел такви бранови. Тоа е како планина, како покрив што се спушта. Хуанг вели дека неговата вмешаност во протестите во Хонг Конг против предлогот да се дозволи екстрадиција во Кина во 2019 година го направила него, неговата сопруга и ќерката цел на полицијата. Сопругата на Хуанг го оставила. Решил да замине за Сајпан. Таа рече дека поради мене, таа и нашето дете ќе бидат вмешани. Други кинези исто така тргнале по опасниот океански пат до Гуам. Според Агенцијата за царина и карантин на островот, полицајците наишле на 40 луѓе минатата година кога пристигнале на брегот на Гуам. Досега сите што ги сретнавме се кинески државјани. Кинескиот мигрант Лиу Јун 2 пати бил на отворен океан пред да слета во Гуам. Ние со гумен чамец го преминавме Пацификот и пристигнавме на територијата на САД, каде се надеваме дека ќе имаме нов почеток. Лиу вели дека ја напуштил Кина откако ги пробил законите за регулирање на интернетот во 2018 година. Она што го видел го променило неговиот поглед на светот. Бев изложен на работи што никогаш не би можел да ги видам на интернет во Кина, например за концентрационите логори во Ксинџијан. Се сеќавам на времето кога бев преплашен. Лиу и Хуанг можеби ќе треба да чекаат некое време за исходот од нивните случаи за азил, вели гувернерот на Гуам. Еден од предизвиците овде е дека немаме судија за имиграција. Единствениот начин е или судиите да ја донесат пресудата преку судовите, или да ја направат виртуелно. А знам дека се нанесат. За време на администрацијата на Трамп, процесот на барање азил на јужната граница на САД е запрен. За сега Хуанг и Лиу живеат во неизвестност, не знаејќи како политиката на председателот Трамп ќе влијае на нив. Го поддржувам пристапот на председателот Трамп, бидејќи политиката за азил не може да се злоупотребува. На тој начин, вели Хуанг, оние на кои навистина им треба азил, можат да го добијат.